Символично полевање на лозата со вино и ракија за богат род и молба за заштита од град и суша. Лозарите денеска го направија адетот. Го закроија лозјето во чест на христијанскиот празник Свети Трифун, кој според верувањето е заштитник на лозовите насади и земјиштето што се обработува. Свештеникот ги прочита молитвите за Свети Трифун за благослов на родната земја, со надеж дека годината ќе биде плодна и берикетна. Очекувате ли годинава да има род? Очекуваме још повише да има. Веќе неколку години уназад се потрудуваме да организираме една средба заедничка меѓу нас пријателите, комшиите кои имаме тука винови, насади, значи грозје. Доваѓаме тука, се дружиме заеднички и си поканеме представник од православната црква кој го тоа светува и мислам дека желбата наша е да продолжи оваа традиција, да собираме повеќе со тоа што значи ние како помлади генерации учиме, немаме толку доволно време да го обработуваме тоа грозје, меѓутоа секојдневно ние учиме по нешто како треба да го обработуваме и како треба да го кроиме и како треба да го заштитуваме самите винови насади. Мислам дека со текот на време, додека може старите ќе работат, меѓутоа после ние ќе бидеме тие кои треба да продолжиме или да пренесуваме на следните поколенија, значи да сочуваме винарската култура кај нас. На закриувањето на лозјата присуствуваа голем број верници и гости, лозари и овоштари од Оризари. По традиционалното закриување на лозјата се почестија со богата трпеза, а на здравија со чашка ракија и вино. Годинава очекуваат подобар и заеднички си посакаа побогат род од минатата година. Традиционалниот собир за закриување продолжи со песна и свирки до доцните попладневни часови.